Изградбата на регионалната депонија, која треба да го реши проблемот со смет во источниот и североисточниот регион, денеска во Штип ги доведе представниците на источниот и североисточниот плански регион. Во моментот се работи на евалуација на понудите на распишаниот тендер околу изборот на изведувач на регионалната депонија. Се надевам дека таа постапка ќе заврши успешно, бидејќи еден пат имавме неуспешна постапка и доколку се биде во најдобар ред, очекуваме дека до крајот на летото ќе се избере изведувач и веднаш потоа ќе отпочне со изградба регионалната депонија. Најпрвен ова е проект за отварање конечно на една не само регионална депонија, туку и фабрика за преработка и селекција на отпадот, кој што го опфаќа отпадот од двата региони, североисточни и источниот плански регион, голем број на општини, проект кој што веќе една деценија за жал се турка и поради објективни, но и многу пати субјективни причини. Кои се причините за одолговлекувањето? Една од причините е таа што кажав дека на претходниот тендер постапката беше неуспешна, не ги исполнува условите, односно критериумите кои што ги дава Европската комисија, се работи за европски пари и правилата за избор на изведувач се по европските процедури. Кои се бенефитите од оваа меѓурегионална депонија? Бенефитите се големи затоа што прво ќе имаме една ваква организирана фабрика со регионална депонија која што предвидува изградба на трансфер станици во поголем број на општини во двата региони и конечно онаа што значи и дива депонија на овие два територијални простори од 8 региони во државата ќе бидат решени, веќе знаете дека секојдневно се соочуваме со такви проблеми. Дали одобрените 46 милиони евра доаѓаат во ризик, доколку постапката се одолжи? Искрено се надевам дека овој пат ќе имаме успешна постапка и ќе избереме изведувач, бидејќи има, моите информации се дека има повеќе пријавено конзорциуми во најголем дел, кои што ги исполнуваат условите и се надевам дека нема да бидат изгубени средствата кои што се донација од европските фондови.